Добар ден, Костадин, повторно тука од Пелинце, каде што под мотото Непокор слобода иднина се одржа една од трите централни прослави одбележувања по повод најголемиот македонски празник Илинден, односно 123 години од Илинденското востание и 82 години од првото заседање на СНОМ, каде што беа поставени темелите на модерната македонска држава. Тука свое обраќање пред граѓаните имаше премиерот Христијан Мицкоски, кој што говореше околу историското значење како на востанието, така и на првото заседање на СНОМ, но и на она кое што треба да бидат целите на сегашните идните генерации во Македонија, односно како да се гради македонска држава. Кажа дека она кое што мораме да го победиме како генерација е победата над омразата, цинизмот и талогот кој што го труе ова општество. Говорејќи околу целта и мисијата која што имали илинденците и асномците, кажа дека сигурно тие не ја замислувале татковината каква што имаме сега, но целта на оваа генерација треба да биде повторно да изградиме татковина каква што сме имале, односно каква што била целта на илинденците и асномците. Да слушнеме дел од она кое што имаше да го каже Христијан Мицкоски денеска тука од Пелинца. Нашата генерација има обврска да се избори за нешто што е подеднакво важно, да ја сочува душата, да ја врати вербата во институциите, достоинството на честниот човек и повторно да ја направи надежта најсилната движечка сила на нашето општество. Затоа што денес не се води само политичка битка, не се води само економска битка, не се води само битка за нови инвестиции, повисоки плати, подобри училишта, модерни болници или нови патишта. Иако сето тоа е неопходно и ќе продолжиме да го правиме со уште поголема решителност. Денес се води една многу подлабока битка, битка за човековиот дух, битка за тоа дали ќе дозволиме стравот да стане посилен од надежта, дали ќе дозволиме цинизмот да стане погласен од честноста, дали ќе дозволиме лагата да стане повлијателна од вистината, дали ќе дозволиме омразата да стане поголема од љубовта кон татковината. Затоа што има нешто што е поопасно од сиромаштијата. Има нешто што е поопасно од секоја економска криза. Тоа е моментот кога еден народ ќе престане да верува во себе, кога ќе почне да мисли дека секој обид е однапред осуден на неуспех, кога ќе се помири со просечноста, кога ќе се навикне на неправдата, кога ќе почне да го прифаќа поразот како нормална состојба. Како што можевме да слушнеме од изјавата на премиерот Христијан Мицкоски, нормално дека државата треба да има за цел подобар политички и економски живот, но тоа не смее да биде единствената цел, односно оно кое што мора да се бори оваа генерација политичари, но и граѓани на државата е да се врати човечкиот дух кај македонците кој што бил срушен во текот на минатите години со оние понижувања кои што ги направи претходната власт пред се во однос на спорот со Бугарија кој сега е услов на европскиот пат на Македонија. Кажа дека бил оставен проблем кој што сега блокира Македонија на европскиот пат, но дека сепак тие како коктелна влада ќе мора да продолжат активно да се борат со цел Македонија дојде кон Европската унија без да го изгуби својот идентитет, јазик и култура и она што е одбележено на македонскиот национален идентитет. Да слушнеме тука изјавата на Мицковски на оваа тема. На секој успех се гледа како со недоверба. На секој наша потешкотија или борба се гледа нивната радост и навивање да не успееме. Но сакам да им порачам дека никогаш нема да се откажеме од борбата, да ја направиме Македонија подобро место за живење. Наш дом и наша иднина. Никогаш нема да го прифатам нивното однесување на отстапки кон прашањата кои се блокада на нашиот пат кон Европската унија и никогаш нема да го разочарам народот. Јас предавства на штета на државата и народот, како што тоа се правеше во минатото, по ниту една цена нема да направам.
Денеска тука во Пелинце беа присутни поголем број на граѓани на централната прослава која што беше организирана од владата. Со дел од нив поразговаравме што значи овој 2 август за македонската историја, односно Илинденското востание и првото заседание на АСНОМ. Тие кажаа дека ово е најголемиот македонски празник и темел на македонската модерна држава. Да слушнеме што имаа да кажат граѓаните кои што денеска дојдат тука во Пелинце. Празник над празниците, празник на 10-дневната Крушевска република, сетување за првоборците што освоија нашата слобода, денес да живееме слободно. Број 1 за државата. Македонија секогаш ќе биде Македонија. На македонците. Македонија на 2 август има добиено у АСНОМ. Е одржано тој заседание на АСНОМ кое е де факто направена државотворност на Македонија. И од тога со Македонија е како држава во склоп на бивша Југославија. Верски празник и државен празник, македонскиот народ треба секогаш да го слави. За нас значи голем празник. Ова е денот каде што е направена првата република во Македонија и од тогаш навака све иде на може на подобро. Голем празник на нашата држава, за нашиот народ. Убаво е луѓето да дојдат, да го удостоат празникот и тие што отишли за тој празник. За нас представува најголем македонски празник, 2 август, Илинден, Илинденско востание. Многу голем ден на македонскиот народ, на борба за се. Многу голем празник. Тоа беа пораките кои што тука во Пелинце ги кажаа присутните граѓани, односно велики, дека ова е еден од најголемите, односно најголемиот празник во историјата на државата. Претходно премиерот Христијан Мицкоски кажа и дека се осврна покрај значењето на Илинден и на првото заседание на АСНОМ, се осврна и на младите во државата, велики дека тие треба да бидат едно од најголемите и главни цели на оваа генерација, односно дека младите не смеат својата надежда да гледаат надвор од Македонија и во селувањето, туку тука во државата со цел и самите себе си на државата да ја помогнат да оди напред во забрзано темпо. Костадин, тоа беа главните пороки кои што тука од Пелинце денеска ги упати премиерот Христијан Мицкоски.